Екипи на дирекцијата за заштита и спасување преку подрачните оделенија се на терен и ја следат состојбата. Во погодените подрачја и нивната околина е зголемено нивото на подготвеност. Стабилна без поголеми проблеми е состојбата во подрачјата на Гевгелија, Крива Паланка, Македонски Брод, Струмица, Куманово, Штип, Радовиш, Кочани, Неготино и во Велес. Во Крива Паланка се чисти теренот. На подрачјето на Демир Капија водата се повлекува од земјоделските површини. Во Кумановско водостојот и натаму се намалува и нема нови опасности. Во Пробиштип се санира клизиштето на регионалниот пат Киселица-Злетово и мостот на регионалниот пат Пробиштип-Свети Николе. Се санираат штетите во општините Штип, Карбинци и Конче. Во Чешиново и Облешево зголемените подземни води поплавија дворови, додека во делови од Кочани има поплавено земјоделско земјиште. Од денеска до 30 јануари во средните училишта во Македонија се спроведува екстерна проверка на знаењето на учениците од завршните години, трета и четврта. Опфатени се вкупно 20.567 ученици и 3.923 наставници во 98 средни училишта. На интернет страницата на Државниот испитен центар е објавен јавен базен со вкупно 50.400 прашања на македонски, албански и на турски јазик, кои ќе бидат дел од тестовите за гимназиско и за стручно образование. Резултатите ќе бидат објавени на 2 февруари. Цените на нафтините деривати од ноќеска на полнок се намалуваат за 1,5 до 3 денари по литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, малопродажната цена на Евросупер БС 95 ќе чини 59 денари за литар, додека Евросупер БС 98 ќе се продава за 60,5 денари по литар. Евродизелот се намалува за 2,5 денари за литар и ќе изнесува 48,5 денари. Поевтинуваат и екстралесното масло за домаќинство и мазутот. Причина за намалувањето се 11,9% пониската просечна цена на сурова нафта на светските пазари и повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Грција има влада, изјави лидерот на партијата Независни Грци, Анел Панос Каменос, по средбата со лидерот на Сириза, Алексис Ципрас, најавувајќи дека ќе гласа за доверба на премиерот Ципрас. Ципрас денеска ќе оди кај грчкиот претседател да положи заклетва како премиер и потоа ќе го соопшти составот на неговиот кабинет. Воздржаност меѓу странските лидери по резултатите од парламентарните избори во Грција, на кои убедливо победи радикалната левица, но Сириза не успеа самата да обезбеди парламентарно мнозинство. Вашингтон се надева дека ќе продолжи блиската соработка со новата грчка влада, поздравувајќи ги добро спроведените избори. Рускиот претседател Владимир Путин ја поздрави победата на Сириза со увереност дека Русија и Грција ќе продолжат да развиваат традиционално конструктивна соработка. За британскиот премиер Девид Камерун пак резултатите од изборите во Грција би можеле да доведат до зголемување на економската неизвестност во Европа и затоа Велика Британија треба да се насочи кон развој на својата економија. Францускиот претседател Франсуа Оланд упати честитки до Ципрас за победата и изрази желба за заедничка соработка во зајакнувањето на растот и стабилноста во еврозоната. Претседателот на Европската народна партија Манфред Вебер во првата реакција на изборниот резултат во Грција оцени дека наскоро ќе стане сосема јасно дека ветувањата на Ципрас не се ништо друго освен предизборни лаги, додавајќи дека европските даночни обврзници не се подготвени да плаќаат за празните ветувања на Ципрас. Првиот човек на германската централна Бундесбанка, Јенс Вајдмант, изрази надеж дека новата влада во Атина нема да дава лажни ветувања што не ќе може да ги спроведе.